производителите да го бойкотираат откупот. Понудените 400 денари за нив се неприфатливи, изјави за телевизија Стар Ѓорѓе Каракашев, председател на Националната земјоделска мрежа. Чекаме да видиме кои ќе бидат потезите од страна на откупните фирми, дали ќе извршат корекција во нагорна линија на цените, доколку не се изврши корекција, доколку останат нови цени што се понудени во договорите. Мислам дека тутунарите ќе пружат пасивен отпор, така да нема да предават тутунот, пошто сите се свесни дека со таа цена не може да ги покријат основните трошоци, а камоли па да стварат некои елементарни услови за преживување. Пред да се решат на бојкот, на 7 овој месец од Националната земјоделска мрежа испратиле допис за тристрана средба помеѓу нив, откупувачите и Министерството за земјоделие. Значи, како резултат на одржаната трибина во Прилеп, каде се собравме ние заедно со тутунарите, нашите колеги, донесовме заклучок да се обратиме писмено до ресорното Министерство за земјоделие и да бараме до медијаторство со откупните фирми и да ги согласиме ставовете, да ги изложиме аргументите. И за жал, значи некаде мислам дека беше 7, 12 ние испратихме допис, писмено барање до Министерството, официјално барање за едно тако медијаторство, за едно тако состанок. До ден денес ние немаме повратен одговор од страна на Министерството. Значи Министерството е крајно инертно околу тоа прашање. Тутунарите и понатаму остануваат децидни. 600 денари е за нив реалната откупна просечна цена со оглед на се она што се случуваше годинава, со економијата, но и крајно неповолните временски услови. Значи ставот на Национална земјоделска мрежа е јасно искажан и дециден и си цврсто стоиме на тоа. Еве, во прилог на тоа имаме подкрепа и од одржаната трибина што беше во Прилеп на 2.12, односно имавме нека исто потврди од науката, дека нашите барања се аргументирани и издржани, затоа што точно тоа е 300 денара се производни трошоци за килограм тутун ова година барем, а да предаваме тутун што буквално не ги покрива само производните трошоци, значи тоа е абсурд. Годинашна реколта опфаќа 19.000 договори, но и намалено производство. Наместо планираните 21.000, произведени се 13.000 тони, но високо квалитетен тутун. Од оваа стратешка земјоделска култура екзистираат 16.000 семејства и на државата и носи прилив од 120 милиони евра.